Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за интерлеукин 10 или наскратено IL-10. И да започнеме. Интерлеукин 10 е инхибитор на активирани макрофаги и дендритични клетки, односно е вклучен во контролата на вроден имунодговор и клеточно посредуван имунитет. И овдека клучен збор е дека е инхибитор на активирани макрофаги. И ова е многу интересно, бидејќи претходните цитокини кои ги разгледавме до сега се беа стимулатори на некој начин. Стимулира нешто да се случи. Во ред, значи стимулира некој процес да се одвива. Додека интерлеукинов 10 е инхибитор на активирани макрофаги. И ова е клучно за овој и нали што се разликува од другите цитокини. Сега, интерлеукин 10 главно се продуцира од страна на макрофагите и регулаторните Т клетки. Постојат некои други клетки, некои кератоноцити кои продуцираат исто така интерлеукин 10, но во многу помали количини. Сега гледаме дека макрофагот ем го продуцира интерлеукин 10, ем истиот ја инхибира клетката, така? Сега не знаеме дали стимулот кој го тера макрофагот да го продуцира интерлеукин 10 е истиот стимул кој го тера да продуцира и други цитокини. Така, нели, макрофагот си прави и други видови на цитокини, не знам, интерлеукин 12, интерлеукин некој си таму друг, Дали под истиот стимул ги прави сите, или пак постои различен стимул кој го тера да прави само интерлеукин 10. Значи, не е сосема чиста сликата и идејата за тоа. Но, знаеме дека интерлеукин 10 го контролира, односно гледаме појава на негативен фидбек. Така, значи негативен фидбек механизам, кој ќе биде премногу активен се смета, се активираат одредени патишта кои ќе направат интерлеукин 10 така што да се поднамали активноста, да не претари. И ќе видиме зошто е тоа всушност битно. Овој протеин, овој цитокин, интерлеукин 10 е всушност димеричен протеин кој е изграден од два полипептида кои се поврзани со дисулфидни мостови и други нековалентни интеракции. Полипептидите се изградени од 6 алфа хеликси и на некој си начин се интеркалирани едни помеѓу други. Рецепторот за интерлеукин 10 е од тип 2 цитокински рецептор и во опашките има јанускиназа JAK1 и TIK2. Нормално се праќа сигнал преку JAK стат начин на сигнализирање и се користи стат 3, кај што најчесто се прави димер, стат 3 или пак некој си друг димер се прави. Сега, биолошката активност на интерлеукин 10 опфаќа да тој инхибира продукција на интерлеукин 12. Односно, инхибира продукцијата на интерлеукин 12 од макрофагите. Интерлеукин 10 ја инхибира експресијата на костимулатори и класа 2 МХЦ, односно супресира создавање на CTLs. Исто така стимулира и создавање, односно преживување на Б клетките, создавање на антитела и некои други помали улоги кои можеби некои се поврзани со алергии и слично. Сега, направени се експерименти каде што се направени интерлеукин 10 нокаут глувци, односно го нема тој ген за правење на тој протеин, иначе генот за правење на интерлеукин 10 се нарекува IL-10, така логично, и се наоѓа на хромозом 1. Бред, значи се наоѓа на хромозом 1 и генот се нарекува IL-10. Океј, тоа не е толку битно, но направиле нокаут глувци каде што овој ген е отстранет и што се случило? Развиле инфламаторни bowel disease, односно воспаление на дигестивниот тракт, главно на дебелото црево, бидејќи има овдека бактерии, така кои се наши од нашата микрофлора, но имуниот систем нормално треба да биде во одреден баланс со истите, така да не ги напаѓа, не ги потепа сите. Но ако не се регулираат макрофагите од страна на интерлеукин 10, се јавува воспаление, така на дебелото црево. И ова може да биде проблематично. Значи, главно интерлеукин 10 учествува за имунорегулација. Така, значи, се регулира имуниот систем преку негативни фидбеки механизми. Исто така учествува како антиинфламаторен цитокин, бидејќи намалува инфламација, преку имунорегулацијата нормално. Сега, овдека има уште еден интересен факт, дека интерлеукин 10 генот
всушност потекнуваат вируси од Епштайн-Бар вирусот. И ова е поради тоа што внатре во геномот на вирусот, така значи внатре во вирусот, во ДНК-та на вирусот, односно нуклеинска киселина, не знам дали е ДНК, најден е ген аналоген на генот за интерлеукин 10. И има навидом иста функција, исто прави интерлеукин 10. Значи генов внатре во вирусот. Сега, идејата е или генот во вирусот дошол од нас, па отишол во вирусот, или од вирусот дошол кај нас. Бидејќи за вирусот е многу бенефитарно да го има тој ген. Бидејќи вирусот навлегува и ни го намалува имуниот одговор, така го супресира, намалува инфламација, така и го регулира имуниот одговор. Така што полесно ќе му биде вирусот да се инфилтрира, така да го зарази домакинот. Значи самиот вирус носи ген за да го направи овој цитокин, за да не го регулира нашиот имун одговор. Значи ова е стварно неверојатно. И сега тука, како што реков, проблематиката не знаеме дали ние го имаме генот од вирусот или вирусот го има генот од нас добиено. Тоа е преку хоризонтален трансфер на гени. Не можам тоа да го објаснам многу. Многу интересна работа, тоа е главно поврзано со микроорганизмите, тој хоризонтален джин трансфер. Океј, тоа е главното што требаше да се спомне за ова видео, дека само напоменам дека овој рецепторот е всушност изграден од 4 различни ланци. Има ко 2 ланци за рецептор интерлеукин 10 рецептор 1 и 2 ланци за интерлеукин 10 рецептор 2. Значи кој има 4 полипептидни ланци од кои е изграден рецепторот. Не е тоа толку битно, едноставно онака го спомнам како мал факт. Овдека исто така имаме и маст клетки кои продуцираат интерлеукин 10, но тие спаѓаат во таа помала група на клетки кои се секретираат заедно со T-helper 2 клетки. Оред, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување!